Вечерва во Топ тема интервју со Илија Гечев, собственикот на фабриката IGM3 од Кавадарци. Во фабриката пред 5,5 години смртно настрада 24-годишниот Александар Ташев, а 2 години подоцна во истата хала без две раце оствана Христијан Стојанов. Нивните предмети се уште се во судските лавиринти. Гечев својот став за несреќите сакаше да го каже во интервју во живо овде со мене. Добро вечер и добро дојдовте во емисијата. Благодарам. Пред да почнеме, би сакала да го изгледаме заедно прилогот кој се однесува на ова што го најавив, а кој што за жал не се емитуваше во неделата во емисијата Код, а е објавен од моја страна на мојот Facebook профил. Повелете да го изгледаме заедно. Да го изгледаме заедно, да. Сликата во првиот пасош на Христијан е направена во болничка постела. Првото патување во странство во животот му било лет за Виена, на ненаполнети 21 година. Тој не се ни сеќава на тој момент. Пасошот имал за цел да го однесе во Австрија, за да му го спасат животот. Имав многу бактерии, сепса добив, едва ме спасија во Виена. Само 1% ми дава шанс да останам жив, едва ме спасија. Службите во МВР му го извадиле пасошот за 2 часа, но обвинителството, повеќе од 3,5 години, не успева да ја заврши истрагата за неговата несреќа. Се случила на 5 јуни 2014. Задачата мора да се издува машината и го земав компресорот да ја дувам машината и се спушти машината и мене ми ја потфати левата рака. И обидуваш, викав силно да ја сопред машината, ама многу бучева, немаше никој тука и пробав јас со десната да се ја спасам левата. И десната ми ја обтегна и двете ми ги потфана рацете. И после дојдоа мои колеги, ја угасна машината и ми ги извадија двете раци од машината, ама бев повреден. Апсолутно не може ништо да прави. Ништо апсолутно, ни да појадува, не може да фате со раката ништо. Ни да се бриче, ни да се бања, да се облечува и се чека да готово, односно што мораме и секој би направил тоа родител за своето дете, да му погоди, да му намести. И он сам не може ништо да прави. Христијан живее со помош на родителите и братот. Му помагаат да се облече, да јаде, да пие вода, да се избања, да оди во тоалет. По серијата операции се појавува надеж дека ќе може да добие бионичка рака која ќе биде поврзана со нервите и може да му обезбеди самостоен живот. Во истата клиника во Виена. Ни ги покажа снимките како изгледа тоа. Можам со таа протеза да јадам, да пијам, да не чекам на моите родители, едноставно. Но раката чини 163.000 евра. Тоа им било кажано во мај лани, кога проектот беше промовиран во Скопје. Тогаш беше кажано дека за 3 месеци Христијан ќе ја добие бионичката рака. Нервите биле подготвени. До денес ништо не се смени. Никој не ја плаќа. Семејството Стојанови не може да обезбеди само пари. Постапката во фондот е во тек. А најчудно е што кривичната истрага за неговата несреќа во фабричка хала во Кавадарци тапка во место. Со тоа обвинителството ја успорува и надежта на Христијан. Оштетениот е во некоја ситуација каде што не може да ги оствари своите права, не по своја вина, туку по вина на системот затоа што не функционира и не може да тргне постапката за да се утврди, па крајно и да не се утврди вина кај нику. Добро дојде. Кога стигнавме во Кавадарци, сепак прво се упативме во друг дом. На домашната порта стоеше некролог, стар повеќе од 5,5 години. Александар Ташев Фанта, починат октомври 2012. Повреден во истата фабричка хала, каде настрадал и Христијан. Ги ваде котурите од вториот ред. И иде до поместување на котурите и Александар го пригмечува котурите од првиот ред. Во делот на срамната регија. Од тие здобиени повреди некаде почнале да го вадат Александар, работниците, кога почнал да писка Александар. И некаде околу скоро саат време е ваден Александар. И нас дома не се јави околу 18-15 часот. Дојте, вика, во болницата Кавадарци, Александар вика е порасечен, вика, на некој лим. Од Кавадарци, Александар веднаш е префрлен на Карил во Скопје. По 6 часа операција извадена му утробата. Траумата траела предолго. Лекарите дале малку шанси за преживување.
Потоа дојде анестезиолог, жена. И викам, господи, извините, бете ли ми, да, вика, бев на операција, викам, како е Александар? Само и грча рамените и викам, јас животните функции, како му се? Па вика, тоа е проблем, вика, нема животни функции, вика. И јавите се, вика, дома да се спремат, вика, за најлошто. И тоа ги, нели, светот ни се руши. И така, Александар беше 13 дена во Карил. На 13 ден во 13 часот, обично во Карил 13 часот дават извештај на шалтерот, каква е состојба, бидејќи не пушат натре да се гледа. Не викнаа во канцелариите кај раководителот на Карил, ни соопштија дека Александар починал. Бранко добива работа во истата компанија, но дава отказ по замерките за отворената истрага на обвинителството за несреќата. Тука налетува на првиот правен лавиринт. 3 години чека додека предметот го шетаат. Истражниот судија цела година во предметот си го чува во фиока, ниту набавува обдукцијски наод, ниту сослушува сведоци, ниту прави вештачи. Значи ништо, празен предмет. Си чека, беше во најава новиот закон дека истраги ќе ги води обвинителство. Како ги презема истрагите обвинителството, овој празен предмет го вади од фиоката, го доставува до обвинителството Велес да спроведе истрага. Обвинителката, тогашна, сега е во пензија, 6-7 месеци она си го чува предметот во фиока, чекајќи да си оде во пензија. Од нова година, 2014 година, наименуваат сегашната обвинителка, која предметот некаде во април почиња да презема предистражни дејствија. Обвинителството пишува обвинение против управителот на фирмата и шефот на производство, кој пак е чичко над настраданиот Александар. Судскиот процес тече и завршува лани. Велешкиот суд оценува дека обвинетите не се виновни. За семејството нов шок. Основата на пресудата е расправата како биле распоредени тројцата работници во смената во која гине Александар. Двајца требало да бидат на задача која тој самиот ја изведувал, но немал поддршка, туку бил сам, затоа што водачот на смената, другите двајцата работници ги пратил на друго место. Сите вешти лица се едногласни дека опасната ситуација која резултирала со повредување и смрт е тоа што работата за вадење котури не била извршена тимски, односно Александар работел сам, а преместувањето на котурите било вршено невнимателно од негова страна и Александар не внимавал на сопствената безбедност и здравје, со тоа што ја извршувал работата која треба да ја вршат најмалку двајца работници и на тој начин се изложил на зголемена опасност. Судот не побарал одговорност од тој што наредил таков работен распоред. Не утврдил одговорност за никој друг освен за настраданиот Александар. Судот не утврдил ниту зошто Александар, кој имал работно место, пакувач, работник на линија за цевки, кобниот ден работел на сосема друга позиција и во друга фабричка хала. Помошник, раковар со кран. Тоа според судот не било проблем затоа што вештакот сметал дека обуката е иста и за двете работни позиции. Но и сведоците и таткото тврдат дека Александар всушност немал соодветна обука. Несреќата е случајна на работно место помошник карниз. Александар за договор за вработување е пакуваш на линија за цевки. И од областа на безбедност и здравје при работа му е дадено безбедност и здравје при работа обука за контролор. Несреќата случајна во магазинскиот простор, кај се репроматеријалите, котурите, нешто му треба да имате магазинер и двајца работници карниз и помошник карниз. Ниту Христија немал обука соодветна за местото каде ги изгубил двете раце, тврди самиот тој и неговиот адвокат. Имав договор на работно место за пакувач, раковач со кран, ама мене ме прашаа на повеќе места кај што имаше потреба. А за тие работни места имаше обука или не? Како беше? Немав никаква обука на тие работни места. Од страна на трудовиот инспекторат е констатирано дека има пропусти кај работодавачот, односно дека не е спроведена обука на мојата странка. Издаден казнен налог против правното лице и против управителот. Од нивна страна е платено. Но обвинителството во Велес сметало дека и покрај сите докази, трагедијата не е кривично дело. Се сослушуваат обвинетиот и покасно и другиот обвинет и од самите нивни искази произлегува дека има пропусти на работното место. За сепак на крајот
Јавниот обвинител, како што реков, да ја донесе скандалозната одлука дека нема кривично дело кое се гони по службена должност. По наша жалба до Висшето јавно обвинителство предметот е вратен до основното јавно обвинителство со нападствија како што баравме ние во нашата жалба. Дури откако случајот е вратен назад, Велешкото обвинителство одлучува да отвори истрага, која од септември се уште трае. Адвокатот се обидува да покаже дека несреќата на Христијан не е изолиран инцидент, туку како отежителна околност треба да се земе тоа што во истата фабрика имало уште неколку тешки несреќи. Погибијата на Александар, но и други случаи. Лани во декември двајца работници паднале од велушкар чија кабина се закочила. Истражува Кавадаречкото обвинителство. Во 2016 жител на Росоман останал без рака во истата фабрика. Велешкото обвинителство утврдило дека нема кривично дело кое се гони по службена должност и ја отфрлило пријавата на трудовиот инспекторат. Исто како случајот со Христијан, но никој не се жалел. Обвинителството не ја прифатило забелешката на адвокатот. Тоа не е земено во предвид ниту од јавниот обвинител, а ниту пак од вештите лица кои изготвува вешти наоди. Случајот на Христијан уште не стигнал до судница, но на Александар веќе му е пресудено. Животот му го одзеле 2 кутори тешки по 14 тона, а Велешката судика пресудила дека никој друг не е виновен за смрт. Но тогаш се појавува нов документ. Од кабинетот на премиерот Заев на Бранко му одговара дека трудовиот инспектор е казнет затоа што иако по смртта на Александар открил неправилности во заштитата на работниците во посочената фирма, не поднел никаква кривична пријава. За тоа што го криел, инспекторот Атанас Велковски бил казнет со намалување на 2 месечни плати. Документот од соработниците на премиерот бил посочен како нов доказ во жалбата која е поднесена до Скопскиот апелационен суд. Првото обвинение 99% беше обвинителниот акт дека Александар нема обука. Точно овој доказ е тоа дека инспекторот е казнат, иако констатирал дека Александар нема обука, не ги казнал ни правното и физичкото лице. Но и покрај тоа, апелационите суди во Скопје ја одбиваат жалбата и одлучуваат дека нема виновник за смртта на Александар. Родителите дознаваат за правосилноста на пресудата на почеток на февруари. Одлуката е донесена на 21 декември лани. Бранко сега размислува да ги гони кривично сите оние што според него го криеле предметот, а го занемариле и најновиот доказ. Покрај тоа подготвува да го обжали предметот и на Врховен. Христијан по неколку години на крај трнува во борба против неправдата, во битка за своите права. Најтешко оди борбата за здравјето. Таа го чини и многу труд и многу пари неговото семејство. Првите пари кога требало да се спаси неговиот живот ги дал собственикот на фирмата каде настрадал. Но после тоа оставен е сам на себе. На фирмата му порачиме фактура, немаше одговор. После преку пријатели, преку позајмени пари, преку кредити, ги собравме тие средства 21.000 евра. Се направи операција. После пак испадна компликација, пак нова операција ме праја, кошташе над 10.000 евра. Што ја лично позајме пари што треба да ги вратам. Поставиот син зема со кредит. Така се покривавме да ги покриеме операциите зафата што се во Виена. Сега веќе е заглавен покрај правните процедури во неизвестно чекање за бионичка рака. Времето истекува и мора брзо да се реагира додека неговите нерви имаат осети се функционални. Пошто мене лично ме страда да не ги изгуби тие осети на функциите што ме се у раката. Што поскоро се туре раката, али што е многу пари и многу скап. Кога Христијан настрадал во трагичната хала, еден меѓу првите што го видел е и таткото на Александар. Бранко тогаш работел во компанијата, но една недела по несреќата на Христијан дал отказ. И јас со брзата помош да ми на лице место детето. Тогаш детето го изнесуваа од халата. Бранко тврди дека досега не зел ниту денар одштета. Ниту тој, ниту девојката на Александар со која планирал да се венча. Најголемата трагедија е дека кобната работничка хала има и други жртви кои во тоа време не биле ни родени. На сликата е Александар, синот на починатиот. Го добил истото име, се родил 6 месеци по смртта на својот татко. Ова пролет ќе наполни 5 години. За неговиот дедо, кој нема ниту работа, туку само тешки спомени и преживување, внукот е и најголема радост
и најголем потсетник на трагедијата што му ја запусти куќата. Па нека ни е жив и здрав. Многу личен е татко. И јас дури избегнувам да го гледам, jer тоа што наеле пати. Чуќам ја кај тато. А Христијан вели дека државата мора да стори нешто, да спречи несреќи кои во неговата поранешна фабрика се чести. 4 години до денеска никој не е прогласен за виновник. Се уште. Затоа е молам државата да преземе мерки. Пасошот и натаму му е потсетник за најтешките мигови во животот кои му се случиле уште пред да наполни 21. Од тогаш го живее вториот живот, за кој успел да се избори со младоста и со помош на своите најблиски, а државата и ден денес само немо ја наблюдува неговата судбина. Еве, тоа беше прилогот што го направивме и требаше да се емитува во КОТ, прв пат доживеа телевизиско емитување. Господине Гечев, како се чувствувате како човек кога го гледате прилогот? Значи, најтешко е кога загинува работник. ИГМ е компанија која ствара од камче по камче од 94 година и најтешко е кога се повредуваат работници или кога загинува работник. Тогаш се учествува со семејството. Значи, ние сме луѓе, живееме најнормално и најтешко е кога се случуваат овие работи кои у тешката индустрија се многу чести. Тоа е тешка индустрија, тешка металургија се многу чести. Јас сакам само пред најавата да ви се заблагодарам за просторот во Телма телевизија, да кажеме и нашата вистина, нашата страна од ова емисија. Значи, Господине Гечев, само да напоменам. Во четвртокот ве побаравме, екипата на КОТ, Миомир Серафиновиќ, ви се јави телефонски и ве побара да дадете изјава за емисијата. Во колку часот во четврток не побара? Немам тракинг во колку часот ќе ви даеме листинг. 16:30. И ви најави дека КОТ прави емисија поврзана со случаите од вашата фабрика заглавени во судските лавиринти. Тоа ви го кажувате заглавени во судските, тоа е ваше. Не. За среќа мојот новинар си запишувал и ви објаснува дека не го правиме во насока поврзано со вас, туку со судските процеси и обврскам ние да побарам став од вас. Добро. Ви најавува дека бидејќи сте дел од постапката, а нас во фокусот ни е судското одолговлекување, вие сте фирмата, ви бара изјава во врска со случајот. Може ли сега? Зошто вие тогаш не дадовте изјава, туку дури сега еве? Значи, Серафимовиќ ми се јави у 16:30 у четврток. Јас имам многу битни гости од странство, преку секретарката го примив, оти почитување имам према новинарите, го примив телефонот одма, иако имав у канцеларија гости, и Серафимовиќ ми рече дека се снима емисија за Христијан и Александар Ташев. И ја му реков, вие снимате за емисија, ние не знаеме ништо, ништо не сме информирани. Во средата ве побарал, не во четврток. Не, во четврток ме побара. Ќе ви дадам и документ. Не сме информирани за таа работа. И ние се побунивме дека требаше вие да се јавите кај нас, да се јавите не во 16:30 попладне, него да се јавите бар една ден пред тоа. Дека доаѓате у Кавадарци, дека сакате да снимате емисија, дека ќе одите во куќата на фамилијата на Александар, дека ќе одите у куќата на фамилијата на Христијан и дека ќе дојдете у ИГ. Значи, за мене, нормално е, најнормално е, ние не сме сигурно дека ќе договоривме термин да се видиме. Значи, среда е ден кога екипата на КОТ снима. Ја тоа не го зависно од знам изјавите на другите учесници во емисијата, и вас ве бараме. И наша новинарска обврска е тоа да го направиме што Миомир ви предочи. Вие ваша новинарска обврска е да ни информирате предварително. Во среда сме ве информирале. Можевте во четвртокот да ни даете изјава, можевте во петокот да ни даете изјава, можевте во саботата да ни даете изјава. Значи јас можевте во неделата предпладне да ни даете изјава. Или да ни закажете за друг ден. Ја можам да ви закажам вие да дојдете у нашата компанија.
Впрочем, јас денеска дојдов овде да зборуваме другата вистина. Вашата вистина, вие кажавте во емисијата. Да, ќе зборуваме за тоа, ама да расчистиме дека сме ве побарале. Јас сум дојден сега да кажам вистината. Јас само волно дојдов овде. Не, само да ве прашам. Зошто вие на Миомир Серафиновиќ му рековте дека нашава емисија е по порачка, кажувате најголемата фирма на инвеститори и вработување е ГИГЕМ, зборувате, Миомир ви вели не е ова кафана да правиме порачки и вие цело време го прашувате за некакви си нарачатели, зашто апсолутно не е точно, иначе во среда во 14:35 ве побарал. Само една секунда. Реков дека немам шо да разговарам и ако се пушта емисијата на Телма, значи ако се пушта, ние ќе поведиме судски спор на Телма. Да се пофалите со адвокатите. Доека не ја сослушавте нашата страна. Вие одма објавивте, уште кога умбаравме изјава на собственикот на фабриката Илија, тој ни се закани дека ќе побара од Телма да не се емитува прилогот. Вие дадовте изјава у Слободен печат и у сите портали, а пуштивте изјавата на 12 март. Значи вас вие во 14:35 побарана изјава. И вие велите. Ако вие ја емитувате емисијата и наштетите на угледот на ИГЕМ, се заканивте со адвокати и рековте дека ќе се јавите во Телма. А дека порачена емисија Божиновски ово нема никаква врска. Ќе се јавите во Телма за да го спречите емитувањето на прилогот. Не, јас реков само нема да се јавам, ја реков судска постапка ќе поведам за емитувањето. Емисијата порачана не смее да се појави на телевизија. Точка. Тоа се ваши зборови. Само да расчистиме дека сме ве побарале. За цензура. Вие у вашите изјави рековте дека јас правам цензура. Емисијата порачана не смее да се појави на телевизија, точка. Ваши зборови. Јас на емисијата реков на телевизија се јави и вашиот менеджер. Ако емисијата се прикажува, ние ќе поведиме судски спор. Впрочем, и ви си дадовте информација у вчерашните вести за тоа, дека поради судски спор вие не објавите емисијата. Јас денеска не ме повикавте вие, него јас сам се јавив у Телма да дојдам и да разговараме. Ќе разговараме, само да расчистиме дека код бараш изјава од вас. Вие рековте ако се појави на телевизија, не смее да се појави и точка кажавте вие. Да, тоа го кажавте и дека вие ќе се јавите за да не се емитува. Тоа го расчистивме. Не уреду искривување на зборови. Дали го знаете членот 16 од Уставот на Република Македонија? Не, ве молам. Не само да ве прашам дали сте запознати со членот 16. Јас сум дојден тука да кажам моите вистина. Членот 16 се вели, се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Кодекс ви го е ставен тој член, не ми го читајте, го знам, јас сум дојден да кажам другата страна на вистината. Добро, драго ми е што го знаете членот од Уставот. Вие кажавте и едната страна на вистината, не ја кажавте правата и целосна вистина. Вие сте сериозен, имате добиено толку награди, сериозен истражувач, сериозен истражен новинар, не знам, со подолго работно искуство. Ја сакам да ве питам, искрено, прво на почеток, шо ви како сериозен истражувач знаете за ИГЕМ? Еве, кажете ми сега на емисија. Имам. ИГЕМ е фабрика во Кавадарци, која што е една од најголемите во тоа. За вас лично знам дека во Кавадаречки пошироко и во Македонија вие велите, ги читав интервјуата со вас, во Македонија вработувам многу луѓе. Кај сте читали со мене интервју? Ви ми кажавте и пред емисијата. Не, кај сте читали интервју? И на Миомир му кажавте дека сте најголем во Македонија. Ве молам, Жане. Значи Миомир да го оставиме. Кај сте читали ви мој интервју? Ви читав поврзаните вести со вас. Вие во 2011 сте биле кандидат за пратеник на СДСМ, пошто сте го вратиле мандатот, СДСМ губи на тие избори. На сајтот на ВМРО ДПМН најдов дека имате и сликани сте со кога бил премиерот Груевски во врска со отварањето на економската зона. И на 7 ово сега кога бевме така се погоди во Кавадарци, вие имавте гости од Индија, поврзани исто така со економската зона и вашиот син имал средба или така според вестите што ги прочитав со господинот Заев. Има фотографија со него. Ете тоа е накусо за вас. Накусо за мене. Јас ќе ви кажам нешто повеќе. Јас дојдов овде, значи сочувство на загинување на работникот е многу тешко. Јас дојдов да кажам другата вистина од вистината која што ја кажам у емисијата. Сакам на почеток да кажам жалење, сериозно жалење, зошто оваква сериозна телевизија, зошто не ни се обрати, зошто ако вие знаете дека у 16:30 Илија Гечев не стои да дава изјави.
Ма никој не ви побара тогаш да ни ја даете изјавата. Ние сме сериозна фирма. Вие ќе кажете бар ден порано се најавите. Ама имате денови 3. Не, добре, да ни заглавината. Значи, да го објасниме случајот за Христијан и Александар. Сакам да кажам за ИГМ. Значи ИГМ е најголемиот извозник, вториот извозник у државата. ИГМ е најголемиот гринфилд инвеститор у Јужна Европа. ИГМ е многу сериозна со фабрики надвор од Македонија, вработувач, значи у најтешката ситуација кога беше развојот на државата, ИГМ е собственик на Дрекселмајер, го изгради Дрекселмајер, го изгради Алијанс, го изгради Кофи Кап и сите тие се у кругот на ИГМ и ИГМ. Таму има вкупно негде на околу 7.500 вработени. Значи ние секогаш сме воделе посебна грижа за вработените. Значи ние сме одговорна компанија, собственик со мојата сопруга од 1994 година и постојано сме гледале одговорно према вработените. Значи континуирано и овие работи кога се случуваат во тешка металургија, значи во Македонија се Фени, Макстил, Факом, Саса Македонска каменица, Арчелор-Миталки, што сегде има овакви случаи, тоа е многу тешко. Мене најтешко ми излегува тие ситуации, тогаш излегуваш и помислуваш да затвориш фирма. Толку е тешко тоа чувство, толку сочувствуваш со фамилијата на повредените. Значи, не е така едноставно да се каже дека вие тргнавте по лавиринтите на судските постапки. Меѓутоа, овие случаи, што се случи у ИГМ и Александар Ташев и Христијан, се за мене и ни на секој начин гледавме да се помогне на луѓето, да се решат ситуациите и што побрзо не може да ги вратиме починателите или со тешко инвалидитет. Што побрзо да му помогнеме да се... Моето основно прашање, дали двајцата работници и Александар и Христијан има соодветна обука за работните места на кои што едниот загина, а другиот остана без раце? Дали има обука за тие работни места? Да. Сега ќе почнеме првен со Александар Ташев. Значи, Александар Ташев, у вашето истражувачко новинарство, не ви кажам дека тој работеше у ИГМ 2007 и 2008 година. Значи, работеше 2 години, има обуки, сите обуки ги има уште од тогаш. Значи, скоро 2 години он се обучил у ИГМ да работи, беше у монтажа на опрема, значи монтирал опрема у групата на опрема, работел со кран, значи у таа група бил и кога дојде економската криза 2008 година, ние околу 150 луѓе испуштавме од 400 вработени. Беше многу тешка ситуацијата и менаџерите у сите сектори, ние имаме 5 сектори, сите сектори си правија информации која е најдобар ранг листа и по новите и по слабите работници се испуштија. Јас не го знаев, многу ми е криво што никош не го запознав Александар и од тој период Александар беше испуштен. После 2012-2011 година почнува градбата на Дрекселмајер и јас донесувам одлука по Законот за трговски друштва на сите менаџери на сектори, ги овластувам да примаат вработени, да ги обучуваат, да ги без намалување на мојата одговорност, меѓу и од тој период е примен Александар. Молим, Тој е примен со работно место со решение за работа на лента за цевки, а работел и помошен ракувач на кран, место за кое тој немал обука. Да. Тоа е утврдено со вештачење. Значи, Александар има обука има Александар. Значи, за лента на цевки. Да, и тие се потпуно исти работни места. А помошник ракувач на кран нема обука. Тоа се две исти работни места по изјави за безбедност и по одлуките на Машински факултет и по испитувањето кога се држи обука на вработените, дали е раковач и паковач на цевки или помошник на слитер, тоа се исти обуки. Значи, ракување со кран мора да има, од ИГМ сите хали се покриени со кранови и производ се одвива и сите имаат тие ракување со цевки. Јас ќе ви кажам нешто друго. Не, јас ќе ви кажам исто нешто друго, затоа што минатата година овој документ е од Влада на Република Македонија до Бранко Ташев. Да. И е од октомври 2017 во кој вели: во дописот е приложено дополнително образложение од Државниот инспекторат за труд Скопје дека на државниот инспектор за труд подрачје Кавадарци Атанас Велковски му изречена дисциплинска мерка заради тоа што при вршење на инспекцијски надзор во правниот субјект ИГМ Кавадарци, пишува час година,
Кога се повредил вработениот Александар Ташев на работното место пакувач на линија за цевки, кој поради тежината на повредата починал, целосно не ја констатирал фактичката состојба и не поднел барања за поведување на кривична или прекршочна постапка. Дека работодавачот во конкретниот случај не ги обезбедил мерките за безбедност при работа за Александар Ташев на работно место пакувач на линија за цевки, дека нема извршено обука за конкретното работно место, согласно член 31 од Законот за безбедност и здравје при работа, а Законот за безбедност при работа ова точно кога е го донесен кажува. Закон за безбедност на работа? 2014 и тој Не е точно. Закон за безбедност на работа е донесен 2011 година. меѓутоа зборуваме за со Машински факултет, прва фирма која што го работи законот, и Александар Ташев на 3 подписи на обуки со Машински факултет е подпишан. Ние тука не сме на суд. Вие го спорите документот на владата? Да. На владата документот. Значи Александар Ташев на На сите инспекторатот обуки на документот е Машински спорен факултет според вас. е обучен и подпишан е на обука. Има положено тест и има интерно тестирање. Вештачењата покажуваат за време на судскиот процес дека нема обука. Вештачењата покажуваат дека има обука. Александар Ташев, вештачењата покажуваат дека нема обука христијан. Вештачењата дека Александар Ташев има обука. Александар Ташев има обука. Кој вештачење? Меѓутоа, ова е предмет според заради овој документ од владата ќе се приложи како нов доказ во судската постапка. Добро. Јас не сум судија. Добро. Јас сум новинар. Се обидов да ги Значи, обезбедам сите документи поврзани со предметот, исто и за ја. да зборуваме со факти. Значи, да За христијани сами велите нема обука и за време на судењето тоа сакам се да кажам утврдило. дека причино-последичната врска за случување на нестречниот случај, сакам сега да застанеме на Александар Ташев. Значи, причинско-последичната за настанување на нестречниот случај е прва смена истовара и товара котори. Прва смена работа тројца од 7 или од 6 до 2 часот. Доаѓаат втора смена тројца и почнуваат со работа. У еден момент недозволиво сами одлучуваат по изјавите на сведоците или некој му наредил, не знам, ја не бев таму. Александар Ташев го зима командата од кранот, го зима се куката, се качува на которите и почнува да работи сам, а вика вие одете, работите на кружната маказа. Аха, така оправдувате зашто бил сам и немал никој во близина. И дека ниту тој што му бил дежурен на смена не му кажал да оди тој таму тоа да го работи. Никој не смее да работи за секое работење у ИГМ има пропишани процедури. Работниците сакате да кажете Александар сам отишол да се убие или отишол христијан да си ги сече рацете? Не сега зборуваме за Александар, ве молам. Значи Александар Ташев, не сам, они тројцата одлучиле, значи тројцата имале задача да истовараат котори и да товараат и да унесуваат ухала. Александар Ташев одлучува по сите изјави, по цело вештачење, се качува, не смее. Значи, ако е сам и некој му наредил, може да одбие, не смее да работи на операција, која што најмалку двајца се потребни. Меѓутоа и самиот христијан вели во фабриката работевме на повеќе работни места на кои што не бевме обучувани. Не праќаа на разни места. Не е точно. Значи ги праќале на различни места. Никогаш не се праќани на различни места. Значи, јас сакам да кажем само дека Александар Ташев, што направи ја за Александар Ташев? После повредата на Александар Ташев. Значи, повредата се случува повредата со у моменти на тотална неодговорност на тие луѓе кои што работат таму. Ние не двајца, у процедурите кај нас и тројца работат. Казнете ли се тие од вас? Едниот работи со куката, едниот работи со командата, едниот од другата страна. Александар влегол у зоната на которите. Дали се качил горе, дали бил у зоната, со две машини, и со кука и со кран. Не смел да го работи тоа. Дали се казнете тие што дозволиле тоа да му се случи на Александар? Ја не знам кој го дозволиле тоа да се работи. Тој што е раководител на смена и другите ваши вработени. Трудовиот инспектор и полицијата и истрагата што е правена од обвинителството, трудовиот инспектор и истрагата, таа е истрага после. Јас не сум го видел тој документ. Повелете. Тука вели дека државниот инспектор Атанас Велковски му е изречена дисциплинска мерка, 2 платини му дале, затоа што не поднел кривична пријава, ако не ја констатирал фактичката состојба, во која што е меѓу другото утврдено дека во конкретниот случај нема. Еве повелете за да го имате документот за понатака.
Јас само сакам да кажам дека после настанување на тешката несреќа на Александар, сите активности се за спасување. Толку е тешка несреќа, разговараме, моите цел ангажман и у Карил, и у хирургија со сите доктори да се спаси. Ние имавме разговори и за носење на Александар во странство, тоа беше невозможно. Фамилијата живееше у мојот стан у центар. Имаше апсолутна поддршка за фамилијата, беше невозможно и Александар почина. Ние бевме цело време со фамилијата. На самиот погреб, Бранко, директор не го спасивме Александар. Јас ги правев сите невозможни мисии да се спаси Александар. После тоа, за помагање на фамилијата, значи, за помагање на фамилијата, за полесно пребродување, беме цело време у контакт со фамилијата. Баравме со фамилијата да почнем да ги вработиме, да им биде полесно. Се вработи Бранко, се вработи жената, мајката на Александар Ташев. Да, имам тука пред мене протокол од разговор одржан на 12.6.2014 година, присутни Илија Гечев, Васка Гечева, Бранко Ташев, Билијана Мелова, Нади Цандова. Во ова велите им предлагате да бидат исплатени вкупно 50.000 евра по сите основи на сите членови. Бранко Ташев нема да биде, барате да не биде поднесена тужба од страна на семејството, Билјана Мелова да биде задржана на работа и викате доколку не биде прифатена оваа понуда, семејството може да поведе судска постапка, донесена одлука, вие сте им понудиле 50.000 евра за животот на нивниот син. Вака дадената понуда е одбиена од Бранко Ташев веднаш на состанокот. Меѓутоа, не ги спорам вашите човечки заложби. Не. Сега зборуваме. А вие имате ли барањето од Бранко Ташев во 2.6.2014 година? Ова уследило и е конечна разврска на тој ваш предлог. Значи барањето на Бранко Ташев, барањето на Бранко Ташев во 2.6.2014 година е барањето исплата на паричен надомест од висина од 650.000 евра без никаква одврска спрема оштетените лица. Барањето. Има претходно барање од 440.000 евра со многу услови до малиот Александар. Тоа се барањата. Ние на 24.7.2015 година цело време контактираме со адвокатот на Ташев, кога ова барање не го прифанавме од 650.000 евра. Да сте понудиле 50.000? Не. После се случи предметот у Куманово, полицијата у Куманово, што беше диво населје предметот, и му викавме секош на Бранко Ташев да донесе одлука судска, кај што е најголема исплатена штета у државата. Бранко тврдеше дека има таква одлука од Врховен суд од 350.000 евра. Не знам. Која што ви ја приложил? Не е приложена, никогаш не ја приложил, и овчера баравме и некој од адвокатот, не ја приложил, и ние му рековме, значи полицајците у Куманово мислиме дека е најскапа исплатена оштета за смрт на работно место. 80.000 евра, даваме согласност на 20.000 евра. На 1.3.2018 година пуштено е известување, значи пред вашата емисија, сепак за да се освари средба со вас, во која средба да разговараме за исплата на соодветен износ на надомесет, може да дојдете во било кое време у текот на денот, и на 3.3.2018 година Бранко Ташев е подпишан. Вие бевте кај него веројатно 7.3. Меѓутоа сето ова ние го истражувавме тогаш. Ние се грижиме за фамилијата. Само сакам едно да се разбереме. Јас не ги спорам вашите човечки заложби. Меѓутоа вие сте тужен од државата, од јавното обвинителство на Република Македонија. Јас не коментирам судски одлуки. Значи јавното обвинителство. Ова вие што се договарате со семејството е чисто ваша добра волја како менаџер и собственик. Меѓутоа сега зборуваме за јавното обвинителство. Покренати се постапки за јавното обвинителство. Вие барате вина. Јас кажувам, само судот кажува. Само судот кажува кој е виновен. Само судот кажува, истото го тврдиме ние. И меѓутоа еве да ве прашам, дали по смртта на Александар вие? И двата случаја тапкаат ни судските лавиринти. Јас останувам на страна на вистината, искрено се надевам. Почитувани пријатели, од етички, морални, но пред се од човечки решив. Значи губење време, да не губиме вербата. Истражувачки новинар. Значи, ова зборувате за мојот постпад. Нормално дека ќе го пуштам во јавност и нема да биде цензуриран, да дозволам. Во фабриката на Кавадарци на 20 годишна, 4 години подоцна велешко обвинителство уште не ја завршило истрагата. И е успорува надежта на
на Кристијан да добие бионичка рака. Вика, а исто фабриката животот го изгуби Александар, 5 години процесот, значи смртта по Александар, но судот не нашол виновник за смртта по 5 години. Судот најде виновник. Судот најде виновник. Да, Вие не можете да кажавме. коментирате виновник. Судот најде виновник. Да си кажа и луѓето, а меѓутоа сега приложуваат нови докази и бараат да се Значи, повтори судот постапката. најде виновник. Со истражната постапка, цела истражна постапка, јас на судскиот процес, ниеден судски процес не одложив и јако многу патувам. Си течеше судскиот, таткото на Александар беше, адвокатите беа тука, на судскиот процес. Си течеше беа пресудата никаква. за Пресудата Александар. е тука. Меѓутоа, еве, ќе ви прочитам. Во Јас конкретниот не, случај, ве молам, нечу да ми читате судски пресуди. сите Нечу, вешти лица не се сакам едногласни да ми дека читате. причината која создала опасната а знам ситуација, добро, која резултирала а со знам добро. настанување на штетните последици, а потоа и смрт на Александар, е тоа што работата на вадење на котури не била извршувана тимски, односно Александар работел сам, а при тоа манипулирање и пресметување било вршено невнимателно. Повеќе боја, јас дојдов. Не, јас само ве прашувам и кажувам аргументи од судската пресуда. Тоа дај емисијата Тоа го ми е кажувате, мене кажуваме работа. ваш, ама зашто го Тоа ми е повторувате? мене работа. Тоа вашата емисија беше кажувано. Тоа ми е мене работа. Јас сакам да кажам дека судскиот процес не е у лавиринтите. Значи имаше судење у Велес, имаше истрага на обвинителство, и не сум запознат тоа со Весова предметот, не го знам. Имаше редовно судење у Велес, имаше на апелација и се виновникот. Изјавите на таткото на Ташев го бара виновникот. Кој е според вас виновникот? Ќе утврди судот. Судот Овој утврди. документ Судот утврди му кој е дозволува виновникот. на Бранко Ташев да покрене постапка. Добро, нека покрене постапка. Уште поред Врховниот суд и да го ние приложи сега- како нов Ние доказ. сакаме на фамилијата на Бранко Ташев, на фамилијата на Александар Ташев, кај што е запослена неговата жена, запослив неговата братот на ќерката, на сопругата. Сопругата беше бремена кога почина Александар. 2-13 месеци беше Да, на видовме, породилно. господинот кажа, го потсеќа внукот на синот, секогаш кога ќе Не го знам, види. само питувам, какво е вашето истражно новинарство? Како на мало дете може да објавате емисија, слика? Тоа Од со кого дозвола побаравте- на родители. Од кого побаравте Со дозвола? дозвола на родители. Од кога побаравте Со дозвола? дозвола на родители. Значи со дозвола на родителите. Првиот случај со Александар Ташев е случај кој што вие искривувате комплетно вистината. Вие искривувате и си дозволувате да учествувате у судски одлуки. Судски одлуки. Тој предмет траеше 4-5 години со вештачења, со судски вештачења. Јас за тоа не сакам Сите да вештачења дискутирам. велат дека нема лобука, меѓутоа морам да пуштам реклами и потоа Да. ќе продолжиме и со случајот на Христијан. Да. Пауза за реклами и продолжуваме со Гечев со интервјуто. Господине Гечев, дали вие направивте изјава за безбедност со проценка на ризик на работното место и дали сте имали претходно, согласно правилникот за заштита при работа, по несреќата на Александар, затоа што тоа ви е обврска. И еве сега ќе го прочитам член 15, изјава за безбедност со проценка на ризик на работното место и работната средина, потребно е за гледачите да се менува и дополнува во случај на фатални повреди на работа со смртни последици и тешка повреда на работа, кога постојните мерки за отстранување, намалување или спречување на ризик не се доволни, кога проценката е темелна, податоци кои не се веќе ажурни, еве се случила фатална повреда на работа со случајот на Александар во 2012. Значи, дали вие направивте изјава за безбедност? Ние имаме изјава за безбедност, проценка на ризик, обука по работни места. ИГМ тој момент ризикот беше умерен. Ние после овие случаи 10 менаџери од ИГМ отидоа во Министерството за труд и социјала и положија и ние станавме овластено тело за безбедност и здравје при работа. Ние сами изработуваме проценка на ризик, сами изработуваме изјави за безбедност. Значи, имаше жалби од Кристијан и адвокатот на Кристијан до владата и имаше републичка инспекција за контрола на цело работење од здравје и безбедност по работа, по Закон за здравје и безбедност, и нема замерка ни за една точка од сетата контрола. Плюс, у Министерството за образование имаме програма за обука на сите вработени со кран, прави у Македонија, и од таму имаме контрола и немаме никакви забелешки. Значи, ИГМ, у питање на безбедност и здравје, не знам која компанија има 10 положени стручни лица за здравје и безбедност, плюс примени луѓе од надвор. Значи, кај нас најголемо внимание се посветува на здравје и безбедност на работа. Ако е така, Да. зошто вишето обвинителство
утврдило во случајот на Христијан дека има наведено 13 точки каде се констатирани законски повреди на работодавачот, ниту пак е дадено некакво образложение во однос на констатациите. Одека го имате тоа, вишто обвинителство вие? Исказот... Чек, одека го имате тоа? Ви продолжувам да исказ не... Значи, дека не е извршена обука на Христијан. Тој документ не смее да го имате вие. Во конкретниот случај. Не сакам да слушам. Е потребно да значи, се вие утврди добивате обука. директно од кај судски, значи за рушење на не мојот углед вие продолжувате. Не, имаме адвокати. Инспекторат за труд. Не. Како читате судска одлука? Одека имате ви судска одлука? Не е тајна, господине. Истрагата е тајна. Не е тајна, не е ова предистражна постапка. Одека ги имате овие дименти? Кој ви го даде ова? Ова не е предистражна постапка. Кој ви го даде овој документ? Ова е истражна постапка и таа истрага не е ова тајна. Сум згрозен. Со овие документи сум згрозен. Еве, од владата згрозен ли сте? Еве, владата на Зоран Заев. Ви праќа документи и одговор на Христијан Стојанов. Со датум од 16.1.2018 година. Кој што се однесува од информација од Државен инспекторат за труд и вика. Видно од информацијата од страна на Државниот инспекторат за труд, од областа на инспекцијски надзор за безбедност и здравје при работа, подрачје Кавадарци, Атанас Велковски извршен инспекторски надзор за безбедност и здравје при работа на ден 5.6 за Христијанова 2014. ИГМ Трейд Илија и други, каде при увид во писмена документација на деловниот субјект утврдено е дека истиот нема обука на вработените за безбедно Жане, тоа е кажано у емисијата. Ама тоа е кажано адвокатот на Христијан. Кога ќе кажете дека има, јас велам дека постои документ. Адвокатот на Христијан го кажува. Значи, ние дојдовме емисијата, твојата емисија не е за безбедност и здравје. Твојата емисија за судските лавиринти. Господине, ако сте обезбедиле услови за работа и безбедност, вие земите ги контрола, отиде у Министерството за труд и социјала и видите која е најдобрата фирма за безбедност. И во недела ако не стигне документот ќе го објавиме. Не знаете, тоа не го правите. Да, го правиме, во покажувате тука документи кои што не смеете да ги имате, не смеете да ги имате. Не е тајна. Ќе ви кажам уште еден друг документ. Само да ви кажам, ова е од Влади се однесува на Христијан, а претходно се однесуваше на Александар. И владата и двата документи ги праќа, ќе ви ги подарам да ги имате. У емисијата исто адвокатот на Христијан покажува документ, вика, надлежниот јавен обвинител ги испита двајцата повредени, вработени и ги очекува податоци за дополнителна документација. Во основното јавено обвинителство Кавадарци во тек е предистажна подат. И тоа го објавува на емисијата кај вас. Тие документи не смеат да ги има, ја не ги знам тие документи. Господине, се слушнали ли за јавен интерес? Нема јавен интерес, ова е истражна постапка. Меѓу другото, не е тајна, прво, а второ е јавен интерес. Тајна е. Јавен интерес е. Јас решив сето тоа да го пуштам на мојот Facebook профил и по цена на работно место заради јавен интерес. Значи, вие сте интерес е поголем од се друго. Ексклузивно, вие правите ексклузивитет. Соблегчувајќи го траурни снимки на Христијан. Вие правите ексклузивитет. Човекот има право тоа да го направи. Вие правите и ја кажувате само едната вистина, другата вистина кај вас не постои. Не ја кажувате. Ја ќе ви кажам вистината на Христијан. Кажете дали Христијан колку месеци работеше у ИГМ? Значи јас ви кажам дека тој човек Христијан работеше цирка 6 месеци у ИГМ. И ја имал соодветната обука на машината за крај што е настрадал? Значи Христијан има интерни обуки направено, положено тест за безбедност и здравје, меѓутоа Христијан, раководителот у неговиот сектор и менеджерот на производство го заборавиле, нема обука и дојде инспектор, ние си плативме казна. Христијан, по нашиот план за обука на кадар, 6 месеци, не смее да вози кран, не смее да реди машина, не смее да пушта машина и да учествува на работа на машината. Тој само чисте машина. Првото правило у металургијата е машина по сите стандарди у светот не се чисти уклучена. Значи Христијан, причинско-последична врска за настанување на случајот. Христијан, машината, а уклучува. На машината има ставане кој предмет и го заглавува џојстингот. За несреќа ја оклучува обратно од стрелките на часовникот, а со него има уште двајца работници, постари работници, и оди со цревото
да чисти машината. Тоа е нонсенс. Зашто нема сензори По машината? правило, нема сензори, машината е цела со сензори. Машината е цела. Која што автоматски ќе сопре Не, сега значи вие знаете право, вие знаете истражувачко новинарство, вие знаете машини. Значи машината е цела со сензори, машината не се чисто уклучена. Значи јасно, обвинителство прилеп, вештаците, христијан не смеел да ја уклучи машината. Што бара машината. христијан на машина кај што нема обука? Зошто воопшто е на машина кај што нема обука? Зашто да оди? Јас за обука што нема христијан не сум виновен. Ама зошто да оди на место кај што нема обука? Има менеджер кој Нормално треба. дека нема да Јас знае да денеска управува сега со кај мене машината. работат 450 луѓе. Јас знам ли денеска кој работи, што работи и како работи? Јас треба ли да знам се? Треба ли да знам се? Видете. Си има таму менеджери. Вие како Зошто мене ми читате некои работи? Обезбедите услови на работниците услови по и закон за заштитени да безбедност и бидат по здравје. закон за безбедност. Јас ги обезбедувам сите услови работниците да бидат заштитени. Значи, тој немало да настрада ако не бил на машина за која што нема обука. Зошто би настрадал ако не оди таму кај што нема обука? Значи мене тука на работа не ме праќаат да работам со камера, со светло, Христијан е вработен од неговиот менеджер у фабриката, е вработен после 2013 година. Значи Христијан требало да му се направи обука. Еден од ретките, значи Александар Ташев, има обука, има 2 обуки. Има од ГМЦ обука, има од Машински факултет. Од владата, инспекторатот, дека нема соодветно обука. Ќе го видиме тоа писмо, ја го немам тоа писмо. Има обуки. Значи Христијан нема обука за која плативме казна, што нема обука. И пак зошто го пратиле на машина кај што нема обука? Христијан е помошник на машината и за чистење на машина не треба обука. Значи за чистење до 6 месеци на машина не треба. Проблем е утврдено од инспекторатот дека нема обука. Зошто Христијан уклучил машината при чистење? Зошто воопшто доди кај машината? Можам ли јас да ја уклучам програмата во телевизија ако немам обука? Пак ќе нема програма на Телма. Не смеам тоа да го направам. Христијан работел, Христијан бил осигурен. Имал интернет тест, имал тест положен, имал обука интерна направено, немал обука од овластена у тоа време овластена фирма. Значи по закон за безбедност и здравје при работа, обуките од властени фирми се вршат пола саат. Еве сведокот Јованче Јончев истакнал во својот исказ дека оштетениот требал да биде задолжал со работничко дело, специјални ракавици, чевли со метална заштита, од која опрема оштетениот имал само ракавици до глуза. Задолжен е. Исто така, дали во однос на другите работи, во конкретниот случај, Законот за безбедност и здравје при работа и подзаконските акти кои произлегуваат од него. Тоа го расправаме на суд. Непотребно да се истукнуваат околности кои не се важни. Јас зборувам за лавиринти у судството. Значи, се од судството, се читам од изјави, значи, од закони. Адвокатот на Христијан кажа дека нема системот не функционира. Системот не функционира. Значи, Христијан е заглавено судски лавиринти. На Христијан му треба рака, а моле државата. Татко му вика нервите треба да добијат рака. Значи, обвинителство Велес, како што кажува, значи, вишто, обвинителство Велес оддава ослободително и виновен за случајот е Христијан. Така. Адвокатите, јас тоа не го знам, по изјавата на адвокатот тоа, јас не го знам, адвокатот го кажува тоа на Христијан и адвокатот на Христијан поднесува жалба. Ако вие зборувате за човечки судбини, ако зборувате ви за помагање на Христијан, зошто Христијан не дојде после ослободителната понуда да дојде у ИГМ и да побара помаш за местење на раката? Па еве, кажува во изјавата. Не спори дека сте дале средства за да го однесете во Виена. Кој му го спаси животот на Христијан? Кој му го спаси? Колку потрошени средства се у Виена? 120.000 евра. 250.000 евра. Мислам дека тука некаде ги имам и сметките што се платени, али ако не ги најдам се, еве, операции на Христијан. Требало му март 2015 година, но поради немање средства одложено за мај 2016. Јануари 2017. Христијан е 250.000 евра. Значи од 9.6. Не е уред. Немој да нагажите. Кај нас е ова прикупувањето и платен данок на персоналец. На овие пари се пратени. Јас сега питувам, ако е платено 250.000 евра за Христијан, кога има ослободителна пресуда, зошто адвокатот и фамилијата на Христијан не дојдоа кај нас се обраќаат секој месец за плаќање? Не е точно. Еве што се обраќаат. Жал ми е што не се соочивте со Христијан тука и со адвокатите. Ево го обраќањето нивно. Значи имат обраќање до вас. Од адвокатот вика, ние вика поведовме, жалбата е укината, само да ви кажам. И ние бараме оштета од 1.000.000 евра. 1.000.000 евра.
оштета. Значи ние плативме 250.000 евра и Христијан барат уште милион евра. А раката, ева профактурата за раката кошта у Аустрија 160.000 евра. 160.000 евра. Една работа се разбира. Ако адвокатот го убедува сериозно и ако фамилијата на Христијан, ако е тоа човечка судбина, е загрижена за ставање на рака, после ослободителната пресуда у Велес, укината е од вишето обвинителство. Укина, ја не го знам тоа. Еве, сега ќе ви го прочитам. У реду. Еве, ве известуваме дека во врска со настанот. Чекам, одека го имате ви тоа? Одека тој документ го имате? Одека документ, тој е истражна постапка. Значи, после ослободителната Христијан требаше да се јави у ИГМ да побара помош. Ама не е така. Значи, третиот случај. Видете, господине, мешате две работи. Не мешам. Не ја спорам вашата хуманост, ниту парите што ги давате. Многу ми е драго што сте хуман човек. Државата ве гони. Јавното обвинителство е на Република Македонија. Јас државата не ја коментирам. Државата си гони и ќе бара виновник. Ова се што е пред мене не ме гони државата. Државата бара уште истражна постапка. Значи две работи се паралелни. Постапка. Едното е што вие правите хумано како човек, другото е дека сето ова што државата го утврдува во однос на инспекторатот, државата не е ве точно гони. тоа во однос на инспекторат. Тие приватно. Дали ќе ве гонат приватно е одлука од после. Сега на вишето обвинителство е вратен предметот и сега повторно ќе се почне постапка. Постапка ќе почне, Ако сте вие обвинет како собственик и фабриката, нели ќе ви беше полесно ако сето ова се завршеше за многу покусо време? Точно. Јас да сум обвинет, ќе ми беше тешко 4 години да бидам во неизвестност. Не, значи овака. Зошто? Фамилијата кога се случи случајот, ние седнавме со фамилијата на Христијан. Неговата фамилија, братот и татко му беа стално во ИГМ. Ние организиравме се. Вие знаете ли дека со 41 и сепса, ако не отидеше у вторникот, ќе беше мртав? Дефинитивно тоа го признава. Вие знаете ли дека авионот се расипа од Минхен, не може да тргне, па вечерта у 12 сат одбаравме од Луксембург, па тој стигна у Пеца Бајле. Вие знаете ли дека немаше амбулантна кола од аеродромот до Кома да се однесе? Ние сето го организиравме тоа. И Христијан стигна и не жалечи, рековме вака на фамилијата: стоиме со вас до крај. До местење на рака, ова срдување на ова рака со силикони, со нервите извлекување и местење на нова рака. Ние тоа. И кога почна истрагата од обвинителство Велес, мислам од Кавадарци право истрагата, и на почнување на истрагата иде обвинителката кај мене у канцеларија и со неја дојдат двајца господини, Диме Ѓорчевски и Татјана Донеска. Веројатно се адвокати. Веројатно адвокати. Ја викам, кои се господата? Вика, тоа се адвокатите на Христијан. Так. Чекайте. Па нели се договоривме дека ние стоиме до крај за фамилијата? Зошто се адвокатите? Зошто адвокатите бараат зошто поднесуваат жалба у обвинителство кога Христијан бара спас за раката? Зошто поднесуваат жалба у обвинителство кога обвинителство овој предмет како и сите претход имаат? Не можете да им го спорите законското право вие. Зошто не дојдат Христијан, не поднесат и не дојдат кај нас да платиме како третиот случај со трето настраданиот? Зошто не дојдат кај нас? Зошто поднесува жалба? Кој ја убедува фамилија да поднесе жалба? Господине, не можете на фамилијата да го испречите законското право. Вие дали мислите дека тужба од милион евра е нормално од државата? Тоа судот ќе го процени. Значи ниту сум судија, ниту сакам да бидам. Судот проценува. Значи кој одлучува кај Христијан? Значи јас не ја спорам вашата хуманост. Дали е нормално 650.000 евра оштета? Судот ќе процени. Проблемот кај Христијан е што ни до суд не е дојдено. Ама вие кажувате, ни до суд не може да дојде. Кај Христијан предметот си тече обвинителство Велес. Ама тука е проблемот. Предметот, ја не знам како работи судот и не сакам да коментирам. Ние тоа го правевме. Затоа ни беше и емисијата. Јас не коментирам за лавиринтите у судството. Вие вашата емисија поставивте. Јас сакам да ги решам лавиринтите у судството, да му помогнам и на фамилијата на Ташев и фамилијата на Христијан. Значи, вие правите новинарство, за кое новинарство вие си добиете тужба од кај мене. Значи, лавиринтите у судството, мојата грижа е
за фамилијата, сочувство и помош на фамилијата. Апсолутно не ви ја спориме. Чекате, најдите ви од државата, Јас не ви најдите ја спорам фирма. вашата А што хуманост. спорите вие? Државата Што спорите водела вие? постапки против Што вас. спорите вие да правите Државата. емисија да Ама- го рушите и имиџот на ИГМ? Па А вие со владата го 15 не ја споменувате владата. Ама довел- Јас го немам тој документ и не сакам да коментирам за Во тој документ. Република Македонија, Денеска влада на не ја Република споменувате Македонија. владата. Јас ви зборувам вас. За 15 минути го рушивте и угледот на ИГМ со емисијата од 15 минути. Кој ви го дозволува право Ма тоа? како не смееме Кој- значи пак идете на ставот дека не смееме да објавиме прилог. Така? Не ви смеете И точка, да како што објавите велите. прилог да ги сослушате двете страни, тоа ве а не да го со Еве. 15 минути да го Па ве уништувате. баравме за Ма тоа, кој ме господине. баравте? Ама сега Ма се кој ме враќаме на баравте? почеток. Ма Ајде да кој ви, е? ајде. Значи, Не сакам да дискутирам за таа Ние тема. правиме во насока со вас, туку од судските процеси. Обврска ми е да побараме става од вас, вели новинар. Да. За повредените деца ли? Да. А кој го порача тоа да се работи? Го Да. прашувате вие. Да. Миомир вели дека не е во фокусот е проблем судското одолговлекување. Прашувате кога ќе биде емисијата, за кога ја спремате, кажува дека е за во недела. А имате ли снимено? Не. Ја имате ли снимено? Значи, А имате ли Миомир снимено? запишал А што имате ли ви снимено? кажал. Јас не можам да Значи, верувам на јас ви кажувам- јас кажав дека ќе имате судски спор ако Врз емисијата се основа објави на- у таа Ама тема. зошто да имаме Врз судски основа спор, на господине? кажување на една вистина. Ама ви вие не видите ли сакавте како да ни искривувате дадете. вистината? Ама вие зошто не ни Ви видите ли дадовте како изјава? искривувате Ама вистината? зошто не ни дадовте Влегувате у судски одлуки, нон-стоп коментирате Господине, судски одлуки. Дали го гледавте Вие ли вториот се прилог случи- за вие ли детето се со лифтот? случи- Сите страни ни дадоа изјава. За кој? Истиот ден За го кој? правевме. Зошто вие не дојдовте кај нас да ви Па, дадеме ама ние изјава? тоа Па правевме. ние не сме Во не сме задруга. 14:35 У во кој среда. 14:35? Ви треба Во ден пред тоа да среда се во- најавите А се кај нас да јавуваме дојдете. ден пред тоа. Кога се Во јавувате пред среда тоа? во 14:35. Не се јавите. Не у 14, у 16 часот се јавите да дојдете. Ни не можеме да ве примеме Да, кога не вие сте вие барате. по лондонско време, ние по македонско. Не. Вие може да ја примеме кога не може кога Па кога добро, вие тоа и го барате. бараме, тоа и го бараме и велиме правиме Се истражување во однос на сето значи, тоа. сите други повреди у ИГМ се зборуваат. Како може, ја ве питувам вас, како може сите повреди у ИГМ, у судството и у обвинителство да се позитивно решени, вие сега пресудувате на судски одлуки ли? Ма видете Чекај, господине, како се апсолутно. мешате? Како се мешате? Христијан, ја не знам само дека има истрага. Ја не знам Христијан дали е ослободен, а од адвокатот на Христијан Има, предметот е вратен. Ево го вика. Во Вика, вишето, државните само да ви кажам дека никаде во емисијата ИГМ не беше спомнато веќе кога сте кај тужба против мене. Не, една Само тоа да ви една кажам. голема фабрика у Кавадарци. Значи, вие знаете не дека е беше голема, ја спомнат не знам- ИГМ. не знаев Вие додека на не ми сите кажавте. портали го спомнавте Илија Гечев, дека ви вршел Да, вршевте, да. цензура на емисијата, сега го спомнавте. Значи, вие Јас сакам да велете прочитам дека- ова. Јас сакам дека да прочитам дека адвокатот емисијата на порачена Христијан не sme да се појави на телевизија и точка. Прочитав ли ја? Може да прочитам. Може слободно, затоа сте тука. Повелете. Решението е обжалено од страна на оштетениот. Значи, надлежниот јавен обвинител донел решение за отфрлање на кривичната пријава. Увелес. Да. Донел? Донел и има више обвинителство кое што е Ја прифатило. тоа не го знам. Ја го имам од Кајвасот код. Ви го објавувате ова. Да. Јас не го знам ова. Еве го, више Чекайте. јавно обвинителство прифатило жалба. Ево го на емисијата. Од емисијата извадено. Значи, вие го објавувате ова. Решението од више јавно, решението е обжалено од страна на оштетениот. Да. И тука Ја имаме- ве питувам, зошто е обжалено од страна на оштетениот? Има право законски да го Има обжалува. право. За 1.000.000 евра оштета. А за судот ќе они го цени. сами се заглавуваат у судските лавиринти. Бидете искрена, ми рековте дека Бранко ни дал одлука на Врховен суд за најголема исплатена штета у Република Македонија. Ви посочил. Ми посочил. Вие сте биле после емисијата кај нив. Не. Не можам, Не, немам зошто докази, меѓутоа знам дека сте се виделе после Не, ние го после викнавме наделата. адвокатот Веројатно. после емисијата, така, после го емисијата. викнавме адвокатот. Немам точни Меѓутоа информации. пред емисијата Бранко требаше да ви го покаже ова писмо. Значи заглавувањето у судски лавиринти не е моја вина, не е вина на судовите. Значи 1.000.000 евра оштета на ослободување од Велес. А вика државата да направи нешто, Христијан мора да добие рака. Зошто Кој не ќе му дојдоа? гарантира на Зошто Христијан не дека ќе дојдоа исплатите кај мене? пари? Молим? Кој ќе му гарантира на Христијан дека ќе исплатите пари? Дали во досегашните несреќи случаи во фабриката сте исплатиле пари? Значи, вие ако вие немате право да разговарате за мене овака, значи,
ние кој ќе гарантира дека ќе исплатиме пари? Затоа што велате во емисијата ги цитирам дека имале операција 20.000 земале кредит, 20.000 земале кредит, 10.000 евра земале по заедница. Тоа го кажува родителите. Кој го зборувате? Јас зборувам документи, книговодствени документи кои се книжени у книговодство. Не кажуваат понатаму во поставката дека и ова тие се плаќаат. книговодствени документи за Христијан Стојановски, ова е се иснижено, за ова се е платено данок. Значи, изнижено тука. Јас у авионот, кој што иде со специјални лекари, молам Дамевски анестологот да биде да го предаде у АКХ Виена. Тоа не го спорат. Знаете, а шо спорат? Шо спорат? Барање, еве ги шо спорат. Барање на 650.000 евра, судски лавиринт, барање од 650.000 евра и барање од 1.000.000 евра. Ова е твојот судски лавиринт. Ова е твојот судски лавиринт. 1.000.000 евра оштета и детето оставено. Тоа е барање одни. Барање одни. Секој може да бара и милионски суми. Судот проценува. Треба да стигне до суд. А зошто не дојдат кај нас да побарат? Зошто двајцата не дојдат да побарат? Затоа што е утврдено дека нема државата води спор против вас. Кој спор води државата против мене? Јавното обвинителство ги почнува постапките. Ова не се приватни тужби. За Христијан се води спор. Кој спор води државата против мене? За Христијан води спор. Значи, ви имате право да се спогодите. Дали отидовте кај јавниот обвинител со семејството на спогодба? Како може да е спогоден кога не сум виновен? Па сега... Обвинителство Велес донесе одлука дека не сум виновен. Дека вината е на Христијан. Ама го навишува сега. Еве, имате право според законот да се спогодите. Ја не сакам да се спогодувам. Се спогодува некој кој што е виновен. Значи, вие многу сте го научиле правото и законот за безбедност и здравје при работа. Вие сте истражувачки новинар. Како смеете? Како смеете овака да разговарате со најдобрата фирма у Република Македонија? Како видите? Што да ме прашате? Не смеат новинарите во Америка да истражуваат за Трамп ништо? Не смеат новинарите во Русија да истражуваат ништо за Путин? Јас немам замерка, меѓутоа кога ќе истражуваш ти новинарство, ќе ги истражуваш и овие работи што ги немаш. Вистината има две вистини. Вие истражувате една вистина. Ти истражуваш една визија и прави спектакли. Ти прави со ова емисија спектакл и да направиш ненадокнаднива штета на ИГМ. Тој толкова судски одлуки. Даваш документи кои што не смееш да ги имаш тука судски. Шо работиш ти? Која е функција у ова? Кој е ова истражувачко новинарство? Добро, ако не сте виновни, зашто сте платиле казна за трудова инспекција? За трудова инспекција, тоа е казна, а санкција ако нема некој обука се плаќа и се плаќа. Ама ако нема некој обука во ризик е за па може 450, може 450 да се испушти некој да нема обука. Што е тоа проблем? Тоа е ризик за неговиот живот. Па ризик за неговиот живот, да. Може да се испушти. Меѓутоа кај нас има многу механизми, има интерни обуки, има обуки за кранови, има полагање на тестови и обуките. Јас да ви кажам. Ама се водат и други спорови. Не се само овие два. Еве има уште. Значи има уште. Ви известуваме дека во врска со настанот што се случи на 26.12 како две лица од Кавадарци се здобиле со телесни повреди. Одека го знаете тоа? Се објавено во билтини на МВР и во јавното обвинителство. Видите сега. Значи двајца работници има пулс. Двајца работници, ајде ви кажам. Има сечење на лим, кога пак се здобил со повреда. Чек, може да кажам за тие. Значи раката ампутирање, имаше инспекција, има ли забелешка на тој работник? Има ли забелешка? Јас ви кажувам. Има ли забелешка? Тој работник отфрлено ли е кривичната пријава? Да, меѓутоа. Отфрлено. Значи се дали тој работник еве го случајот на Христијан. Еве ги вашите лавиринти у судството. Значи тој работник отиде у АХХ. Го однесовме АХХ, плативме 50.000 евра за тој работник. И тој работник си одбара рака, се договоривме споразумно, му исплативме уште 90.000 евра и он со 140.000 евра има рак или има пари порачена му е раката. Зошто да се ставате во ситуација да ви е тешко прво како човек? А што да затвораме фирмата? Ви знаете ли за македонската економија кој е ИГМ? Господине, зошто јас да се доведам во ситуација да ве интервјуирам за повредени работници, ако вие ги почитувате законите? Ја дојдов тука, вие не ме интервјуирате. Ја дојдов со вас да се соочам за двете страни на вистината. Вие не дојдовте у компанијата да слушате другата. Ама сакавме да ви го цитирам разговорот од среда 14:30. Јас кажувам другата вистина. Вие само ја кажувам другата вистина. Зошто да се доведат во ситуација работниците да бидат повредени? Ако ги почитувате законските обврски, ако сите имаат зошто не истражите у Македонија колку има повреди? Зошто не истражите у Македонија? Денеска еден рудник дека за 500 дена нема ниту еден повреден рудник. Па и ни се повалил, и ни се фалиме.
И ни се фалиме. Истражуваме. Значи, Мислите двата дека сте единствен што двата работника, види што пишете, одека ви знаете, вика нажниот јави ги испита двајцата повредени работници и ги очекува податците и допълнителната документација. Ова никој не смее да го знае. Како не смее да го знае? Па не смее. Ова е документ на ОЈО Кавадарци. Како може? А кај се на код покажена страната? Покажена. Сега вика Илија Секуловски у Росман, исто со Христијан, ослободен од обвинителство у Велес. Кривичната пријава отфрлена е. Христијан, ја не знам, покажувањето на адвокатот Христијан Стојанов, отфрлена е кривичната пријава. Да, меѓутоа ви кажувам дека навише дозволите. Илија Секуловски доаѓа у ИГМ, значи пред тој он е лекуван у АКХ, му се исплатува средствата, договорно се договоруваме. Зошто Христијан не доаѓа? Зошто у лавиринти на судство? Сака законското право да се го оствари затоа што нема соодветна обука. Предпоставувам дека тоа е образложение на адвокатот. Причинска последична врска не е обуката, зошто не разберите? Ама тоа е утврдено според инспекторатот, тоа е документот од владата, ви го цитирам. Ај бидите малци, истражувајте ги фирмите за безбедност и здравје. Ви знаете ли што е обука на вработен, ги собират у канцеларија и 15 ние му правиме и обука секој ден на вработените. Пазиме секој ден, и многу е тешката индустрија, опасна за младите и пазиме на нив. Обуките кои што ги прават овластените институции за безбедност и здравје е полагање тест и у канцеларија у една просторија обавестување за опасности и ризици кои ги пратат на работното место, објаснување за тоа. И после му се дава уверение за положена обука. Ние на секој вработен имаме у досието интерно уверение за положена обука. Интерно имаме положено тестови, тие сите Христијан ги има. Ама зошто тогаш да утврди владава, односно инспекторатот? Владата не утврдила ништа. Владата го пренесува дисциплинска мерка заради тоа што при вршење на инспекцијски надзор во субјектот ИГМ Трейд Кавадарци. Владата го пренесува и барање. А зошто ја ве питувам кога и дека нема обука? Ај сега ќе ве питам ја нешто за владата. Значи владата, Христијан у емисијата кажуваат и вика бараат зошто полномошник Христијан и неговото семејство премолчи во код дека има поднесено барање за средба со господин Зоран Заев, премиерот. Во кој барање го коментира работењето на друштвото и повредите кои настанале, а исто така во ова барање го напаѓа и ОЈО Велес и неговата работа. Зошто не ја кажа вистината дека врз основа на барање од страна на Републичкиот инспектор за безбедност и здравје, кои беа 5 дена у ИГМ, при работа специјално во друштвото е примен инспектор по безбедност, друштвото и примен инспектор во кој неколку денови врши анализа на работењето на друштвото и при тоа не успе да најде ни една забелешка, ниту една неправилност за работењето на друштвото. И ова е пуштено у влада, ова е последното по жалбата на адвокатот на Христијан. Значи адвокатот на Христијан пишува цело време до влада. Зар владата треба да ги решава проблемите? Чекате, овие проблеми, јас треба да помогнам на фамилиите. Овие луѓе кај мене треба да дојдат да разговараме. Овие работници се кај мене, ама овие работници честитам вашата хуманост, вие честитам. Кој е моја хуманост? Ама државата ја води постапката. Кој има у државата кој што има спасено овака работници? Кој е друг Стопан Свеник? Ако истражуваш новинарство, зошто не влезиш да кажеш дека ИГМ има платено за Христијан 240.000 евра? Зошто не видиш кој е тој друг у државата кој што има смрт на работно место или тешка повреда на работно место? Јас знам у секоја фирма. Ама не може да ја спречите на обвинителството и на државата да поведе постапка. Кој спречување? Кој спречување? Какво спречување? Ја можам да сум најхуманата. Какво спречување? Ама нема спречување на судот и инспекцијата си работи својата работа, нема спречување. Ние сме голема фирма, какво спречување? Јас вас ве разбирам. Секоја чест за бизнисот, секоја чест за вработувањата, секоја чест за хуманоста на државата и на обвинителството. Не сме ние тие што можеме да ги спречиме да водат постапка против вас. Што е проблем со Илија Гечев? Обвинителните акти за Илија Гечев, за Александар Ташев е со умисла од 5 до 15 години. Обвинителот акт за Христијан со умисла од 5 до 15 години. Значи Илија Гечев треба да оди 15 години затвор.
Значи не утврдувам јас. Не. Судот утврдува. Значи судот утврдува, ама ја не го коментирам судот. Вие го коментирате цело време судот. Ја ви кажувам практиката, вие ги зборувате судските лабиринти. Малце не е нормално 4 години да трае ваква постапка уште до суда. Зошто не е нормално? Зошто не е нормално? Искрено да ви кажам, Сегден у Македонија има милион вештаци кои што треба да дадат вештачења. Зошто не е нормално? Па затоа што која хоче судската постапка? Па тоа е фокусот и на нашата емисија. Адвокатот вика нема систем во државата. Господине, па ние во извештаите на Прибе. Нема систем. Во извештаите на сите меѓународни институции тука, на амбасадите стои какви се состојбите во правосудството. Забелешките се даваат на судовите и на обвинителството. Значи вие и ние емисијата ја направивме врз основа на нефункционалноста на обвинителството. И за заглавување на предметите во тие лабиринти, ја ви кажав, ниеден предмет. Што е на Бранко Ташев пред заглавен предметот на Александар Ташев во лабиринтите? Па траело долго постапката. Молим? Траело долго постапката. И тој се уште е активна ако Врховниот суд прифати повторно да ја разгледа по нови докази. Врховниот суд има право да ја разгледа, така. А умеѓувреме ние Ташев го понудивме да седиме разговараме за оштета на фамилијата. Од многу време поминува. Малото дете има наполнато 5 години. Молим? Негово право е да прифати или да одбие се што. Не, тоа е стара понуда, ние имаме после преку адвокат понудена ова новата. Јас морам да пуштам реклами, не ми е обврска тоа и ќе одиме во завршница на емисијава за еве ќе ви давам простор за последни зборови. Пауза за реклами и завршуваме со интервју. И за крај на ова интервју, господине Гечев, нема да ве прекинувам до крајот. Сметате ли дека работниците во вашата фабрика се чувствуваат безбедни, не треба да се грижат за нивниот живот и за нивните здравје и дека во ИГМ условите за работа се според законот, прописите и дека не треба никој повеќе да се плаши дека ќе му се случи несреќа? Значи, ја мислам, ова е последно питање од темата безбедност и здравје при работа. ИГМ е властена фирма за безбедност и здравје. Значи, никој од вработените не треба да се грижи, тоа е континуирана контрола на луѓето, обуки, интерни, обучување на луѓето, така да таа работа е кај нас затворена. Сепак споменувам, ова е тешка металургија, секогаш постои сериозна опасност, не само во Македонија, у цел свет. Имаме многу контакти со и други фирми надвор, овие несреќи се случуваат. Филозофията е на ИГМ избегнување на тие несреќи, пазење на луѓето, не толку да гледаме кој е виновен, него пазење да не се десе несреќата. Сега по сите испитувања, по Министерство на труд и социјала и сите кај нас проверки, мислам дека ние сме денеска најдобрата фирма за безбедност и здравје. Тоа најодговорно го тврдам во емисија, прибидејќи имаме контроли редовни, покажување на сите инспектори, мислам дека сме најсигурна фирма за безбедност и здравје на вработените. Значи, има мали повреди на работници, меѓутоа секој се пази да тоа биде на минимално, да не случуваат големи потреби. Јас денеска дојдов, имав желба да дојдам, да разговарам исклучиво по емисијата за вистината, она вистина која што е прикажана од ваша страна, само од една страна. Сакав да зборувам за другата вистина, сакам да зборувам за основното, за заглавените судски лавиринти на предметите. Значи, предметите, ја како што ги гледам се утек, не се заглавени у судските, многу ми е криво, ја не знаев по ослободителното на обвинителството од Велес, од тврдење на кривичната пријава, зошто е поднесена жалба у оваква ситуација кога на христијан му е неопходна потреба за таа рака. Таа рака кошта 160.000, со другите трошкови 200.000. Таа рака не ја исплаќа фондот. Значи, тоа е бионичка рака, не ја исплаќа фондот, мора да оди, многу е после тешко тренингот, испремањето на ракале. Вие исплатиле. За душевната болка и се што помина ова семејство. Верувам дека и тоа им е еден од причините зошто тие нивниот адвокат се жалел. Знаете, сите овие работи предизвикуваат траени. Зошто тешка душевна болка, ние сме со цела фамилија се отворивме, јас и моите деца и сопругата се отворивме према нивната фамилија и рековме, Христијан, до крајот на животот стоиме позади тебе.
Значи рековме, стоиме позади тебе со сите трошкови во Аустрија и средување се за подобро да животот натаму дечкото си го продолжи подобро. Зошто имаше потреба од адвокати? Ама не ве тужи приватно. И ме тужи, има поднесено, има тужба поднесено, еви информација, има поднесено од 1 милион евра тужба у Велес, еве го од адвокатот, викат во тек изготвување на тужба за надомесна материјална и нематеријална штета. На 5.6.2014, ја не сум проверил, меѓутоа нормално тужбата го чека завршување на предметот. Знам само дека за 1 милион евра немаат средства да платат таксата. Барале од Велес да му се ослободи за тужба од 1 милион. Зошто? Зошто е ова 1 милион евра? Зошто не е интересот на Христијан како трето повредениот дечко од Росман, кој отиде у Аустрија, завршивме, си доби рака, зошто се оди на ова, зошто се оди на ова? Ова не е вистина. Ова вистина требаш да ја кажеш ти. Зошто Бранко не оди на највисоко исплатената у државата? Зошто малиот направи 5 години... Затоа што видите, Христијан барал, меѓутоа не било исплатено тоа што го барале. 650.000. Малиот направи 5 години и за 5 години мајката треба на Александар дето треба да го смести у стан. Фамилијата барала не било платено, меѓутоа господине. Јас се надевам. Кој барала? Фамилијата на Христијан. Секоја фактура е пратена во ИГМ. Јас се надевам дека во иднина нема да се случуваат вакви работи. Побаравме во меѓувреме од Државниот инспекторат при труд и социјала да не ги достави сите утврдени повреди, недоследности во вашата фабрика. Вие сте новинарство, ќе ни ги достават. Нека ви достават. Јас не дојдов тука. Ја дојдов само за она вистина што ја кажавте на емисијата, сега ќе добиете ви судски за сите ова кажаното денеска и сите појавени документи, кои некои документи не требаат да бидат тука. Ја планирам сега од утре и за тоа дојдов да ве тужам вас за нарушување, прво со самата емисија, за нарушување на мојот углед, за нанесување голема штета на мојата фамилија, со 15 минути емисија, у која што зборувате само вистина, за нанесување на огромни последици на компанијата, ние работиме со цел свет, сме втори, трети извозници во државата. Значи, а денеска за покажаните документи, јас за покажаните судски документи, исто така ќе питам одека ви се и како коментирате судски одлуки. Значи јас сега ќе поднесам... Пак ќе ви го повторам член 16 од Уставот, кој што забранува цензура и вели дека ние имаме цензура, ја не ме интересира мене цензура. На говор. Значи никогаш не беше тема цензурата, беше темата и ако збориме дека вие со необјавувањето на јавно Македонија, мислам дека ќе најдам сериозни... Ја ќе најдам сериозни адвокати, добри адвокати, ја не го знам правото, јас работам у бизнисот. Значи јас кога ви сте истражувачки новинар, јас сум успешен у бизнисот. Ја не работам пиар, ја работам бизнис. Значи вработувам, извезувам, инвестирам, градам. Значи јас сум фирмата прва која што има фабрики надвор од државата. Значи ја работам, а ја си најдам добар адвокат. Значи овие работи и ова ваше истражувачко новинарство, ова истражувачко новинарство, мене повеќе ми е многу лоше зборот, меѓутоа мислам дека ова нема ни ја од истражувачко новинарство. Многу ми е жал, ја дојдов денеска, да вие барате изјави, јас бев применен само за емисијата. Терминот го поминовме. Благодарам. Ви благодарам што дојдовте, ги очекувам вашите тужби што ми ги наредивте, не е една. Ке се видиме веројатно на суд ако ме тужите. Ви благодарам што бевте гости на Топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма, во ноќно студио е Сања Васич.